Во име на ДИКЕФ ја имав честа да бидам одговорен за олеснувањето и организирањето на овие заеднички состаноци. Пред 7 месеци немаше да верувам дека ќе седиме денес овде да ги представиме извештајот и препораките кои што денес ќе ги видиме. Импресиониран сум имајќи ја предвид целата ситуација. Како што каже еден човек од оваа просторија, дали го скршивме мразот. Овој процес се случува во период на малку или немање на активност во погледот на надзорот на разузнавањето и безбедноста, се гради на моментумот кој што доаѓа од договорот во Пржино. Морам да нагласам дека овој процес се заснова на собствено со страна на двете комисии, многу ангажман од двете комисии, многу напори за да се гледа напред и секако имаше и многу недоразбирање. Председавачот даде едно резиме за темите на трите состаноци, експертски состаноци, така што јас нема тоа да го повторувам. Овој извештај кој што го представуваме денес се јавува како резултат на овие три посебни и конкретни состаноци, експертски состаноци, кои што се организирани од ДИКЕФ, но засновани на посебните барања на председавачите на двете комисии за надзорот врз разузнавањето. Препораките кои што мило ми е што можам да ги представам денес ќе бидат поделени на три посебни области. Првично во однос на законодавството, второ внатрешна контрола и надворешна контрола. Во однос на законодавството, и повторно нагласувам дека овие препораки се производ од дискусиите и дебатите и препораките на експертите кои што се дискутира на овие три експертски состаноци. Така што во однос на законодавството, законите треба да воспостават јасен мандат и овластување на службите во однос на безбедносните и разузнавачките служби и процедури за авторизација на следење. Законот исто така треба да воспостави мандат и точни овластувања на телата за надзор, односно комитетите во овој случај. Јасноста за тоа кој и што се контролира од страна на комисиите е од клучно значење. Колку е појасно, толку е подобро и полесно за имплементирање, треба да се избегне дуплицирање со други тела како што се Народниот правобранител, Државниот ревизор и да се обезбеди соработка и координација помеѓу двете комисии со цел да се спречи преклопување. Треба да се воведе она што се вели тројна заштита. Тоа треба да се фокусира на законитоста, потребата и пропорционалноста на следење, барањето за следење. Тоа треба да се дискутира и одреди пред да се издаде налог за нивно спроведување. Законот треба да разлика помеѓу стратешко следење, групно следење и таргетирано, односно целно следење на комуникацијски податоци и податоци со содржина, вклучително кој ќе овласти што. Законот воспоставува треба да воспостави независен панел каде што членовите на јавноста можат да се жалат за
наводни прекршувања на законот во однос на прикриено собирање на информации. Една подетална листа на препораки беа се достапни до членовите на двете комисии во однос на посебни стикови, USB стикови кои што ќе ви бидат дадени со цел да се инкорпорираат сите препораки и дополнителни публикации во однос на владење на полето на разузнавањето. Сите вие ќе добиете такви стикови. Во однос на внатрешната контрола, за зајакнати контроли во IT системите, исто така познати како и дата најави, односно логови, како и бекап системи на овие IT системи. Да се намали просторот за субјективни одлуки и одобрување на следење на операции за следење на комуникации. Логовите треба да бидат достапни на оние што го вршат надзорот, кои се тие, во овој случај членовите на комисиите за разузнавањето. И причината за ова е за членовите на овие комисии да обезбедат дека тројната заштита е вклучена и дека со одветниот налог бил потребен или добиен и одобрен пред да се случи следењето. Протоколите треба јасно да дефинираат целите, односно чувствителните цели, како што меѓу другите и новинарите и адвокатите. Исто така, посебно внимание треба да се посвети на развојот на кодна пракса и постојана обука за кадарот вклучен на полето на разузнавањето и безбедноста. Надворешниот надзор. Комисиите за надзор треба да бидат да обезбедат дека има контролни процедури, поставени контролни процедури кои што не можат да функционираат една без друга. Нема ефективен надзор ако нема ефективни механизми кои што можат да се контролираат. Јасните процедури за справување со етичките грижи на вработените исто така треба да се воспостави. Ако одредена задача за следење му се даде на одреден вработен и тој вработен врз основа на законот има проблем за ова, треба да има можност за тоа да биде донесено на едно повисоко ниво. Комисиите исто така треба да разработат работна програма за во текот на целиот парламентарен период, може да биде тоа на годишно ниво или во текот на целиот период на тој парламентарен состав, вклучително и методологија за состаноци и посети. Комисиите по закон треба да имаат можност да извршуваат инспекции, посети на безбедностите и разузнавачките служби, вклучително и просториите на приватните телекомуникацијски провајдери. Членовите треба да имаат пристап до сите потребни информации со цел тие да го извршуваат својот мандат. Овде очигледно постојат ограничувања за одредени активности. Секако комисиите мора да бараат, да побаруваат, а не само да бараат информации. Ефективен надзор бара пристап до класифицирани информации, но одобрувањето, односно членовите мора да ги почитуваат прашањето на доверливост. Ова е јасно. Ако нема почит на тајноста, има помалку доверба и помалку надзор. Посебни процедури за заштита на класифицирани тајни информации треба да се воведе.
Една безбедна и заштитена просторија во рамките на парламентот е исто така потребна со цел да се има едно безбедно окружување кое што е ослободено од слушање од надвор со цел да се има безбедни состаноци за разузнавачки теми, со цел да се слушнат изјави од членови на безбедност на оваа заедница, министрите и директори кои што не би можеле да се бидат загрижани за истекување на одредени информации. Посебно исто така и двопартиско размислување во ова поле. Ова можеби толку не е релевантно од други области на парламентот во однос на надзор на владините активности, но ова полето на надзорот врз разузнавањето, која што е уникатна тема, која што се фокусира на националната безбедност, ова е една препорака која што ја даваат не само регионалните парламенти, туку и парламентите низ цела Европа. Исто така ефективниот надзор бара високо ниво на професионализам и интегритет од страна на членовите на самите комисии, вклучително и односи со новинарите. Довербата помеѓу службите и оние кои што го вршат надзорот е многу потребна. Таа треба да се гради чекор по чекор. Комисиите треба да можат јавно да даваат извештаи како и годишен извештај на не само на комисиите, туку и на безбедносните и разузнавачките служби. Сепак, тој извештај треба да биде редактиран и изменет со цел да биде погоден за јавната потрошувачка, имајќи го предвид законите за класифицирани информации. Недостаток на релевантни технички и професионален стручен кадар кој што ги поддржува овие комисии го попречува ефективниот парламентарен надзор. Имајќи го предвид се во ова што го кажав, ние препорачуваме внимателно да го разгледате системот на надзор и негово зајакнување преку надворешно и независно експертско тело. Тело кое што е назначено од парламентот и кое што известува до парламентот, но кој што е составено од независни експерти со соодветни позадини, со цел да се навлезат подлабоко во техничката верификација и контрола на однесувањето и спроведувањето на активностите за следење на комуникации. Она што не го дискутиравме беше една по-широка реформа на разузнавачката заедница во Република Македонија. Овие препораки се засновани на она што беше дискутирано на претходно споменатите состаноци. Знаеме дека моментално има еден процес кој што се фокусира на реформата на поширока реформа на разузнавачката заедница, но овие препораки не се фокусираат на овој аспект. Така што последните прашања се патот напред. Препораките кои што јас ги споделив сега со вас нема да го сменат светот. Тие, ако се спроведени, се основата или можат да представуваат основата од каде што може да градиме еден подолгорочен систем на надзор и отчетност на безбедносните и разузнавачките служби. Така што прашањата се како овие препораки ќе станат оперативни од страна на парламентот, и ова е едно прашање кое што го поставувам. Кои се потребите на парламентот и на комисиите со цел да го придвижат овој процес напред и која е временската рамка
за ова. Никогаш парламентот не собра сила храброст да направи систем за внатрешно безбедување кој што ќе го контролира председател на парламентот или внатре генералниот секретар на парламентот, така рато. Тоа се тие некои основни мои согледувања. Инаку, навистина, јас сакам да изградиме систем кој што ќе функционира, систем на парламентарна цивилна контрола, но од тоа што 3 дена имавме стручна експертска расправа која што многу допринесе голем број на претеници да стекнат основни познавања како функционира тој систем, како да се контролира, и мојата генерална забелешка е тој систем што е во Данска, во Норвешка, во Словенија, многу тешко може да се примени овде во Република Македонија. Степенот на демократијата, самостојноста на институциите и се е поразлично од тоа што функционира во тие држави, и затоа можеби тој систем треба да се прилагоди на нашите прилики, на нашите состојби, затоа што таму веројатно многу ретко се злоупотребуваат овие системи, а во Република Македонија имаме континуирано злоупотреба на овие системи. Партиите што се на власт се ослонуваат на информациите што се соберат преку овие системи, и на тој начин владеат со целокупните процеси во Република Македонија, и ние треба да направиме систем на одговорност. Тој што ги злоупотребил тие системи да одговара. Колку што гледаме до сега, имавме 2 големи афери, аферата Големо уво 2001 година и сега 2014-15 година, се уште нашите институции ниту една не покренала постапка за утврдување на одговорност. Кој овие системи ги злоупотребува, кој ги добила тие информации и кој се ги има тие информации во Република Македонија, кои што се добиени преку системите на службите за безбедност. И кој треба да одговара? Ако овој пат не се дефинира одговорноста на тие што дале налог, тие што биле вклучени во кршењето на основните права на граѓаните и тие што располагале со тие информации, мислам дека никогаш повеќе никој нема да се плаши да повторно ги користи тие системи. Со ова ќе завршам сега, че има коментари дека и натаму овие системи се злоупотребуваат, дека можно е одредени политички партии што се мокни силни, дека можат да се конектират со системите на службите за безбедност и дури од други локации повторно да ги користат овие системи за собирање информации врзани за политичките случувања и се она што е интерес на партиите, за да можат да управуваат или да действуваат. Така да, многу добро е сите тие аспекти ние да повторно ги разгледаме, да видиме како на кој начин можеме да позоставиме на вистина цивилна и парламентарна контрола и да јакне системот за утврдување на одговорноста на секој на било кој начин ги крши основните права на граѓаните или тие информации ги користи за други цели. Поради околностите овдека во Македонија, ова би го илустрирал како еден добар наставник со едно дете кое е белаџија и затоа со манипулирани и криминализирани однесувања државата е вклучена во организиран криминал. Во конкретниот случај се работи за управата за разузнавање и агенцијата за разузнавање и истото агенција за разузнавање во рамките на Министерството за одбрана. Во случај кога Македонија е мултиетничка држава со посебен акцент во делот на заедницата на албанците, кои што агенциите за разузнавање ги перцепираат како негативни, не дека тие сакаат така да ги перцепираат, но поради фактот дека оваа агенција е имало такво грубо однесување
следејќи ги нив, односно изготвувајќи планови за нивна физичка ликвидација дури. Имајќи предвид, според предлозите на овие тајни служби се реализираат и различни полициски акции. Факт е дека нам ни се појави аферата со прислушувањето во однос на албанците, тоа не е некоја новост, тоа е само еден плюс аргумент за да се пристапат еднаш за секогаш овој менталитет да се тргне кој што е наследен од поранешниот систем, каде што агенциите, односно тајните служби и полицијата беа како амџик во раците на една заедница против друга заедница. Секако поради соодветните европски, во контекст на европските демократски околности би било абсурдно кога еден пратеник од опозиција, односно председател на опозициона партија, како беше случајот со господинот Тачи, председател на опозициона партија кој што доби досие во 2005 година. Тоа ќе беше скандал во процесот, и да се продолжи пак истиот процес и во времето на владењето и после СДС ДУИ, во времето на владење ВМРО ДУИ, тоа е, значи не е во ред кога луѓето кои што дале наредби да се изготвува досие за лидерот на опозицијата, бидејќи наводно направил противуставни дејствија. Како и да, ние го проздравуваме ангажманот на меѓународните експерти, но проблемот е во однос на менталниот склоп на политичките структури и нивниот пристап во однос на развојот и на околностите во рамките на нашата држава. Одговорност, односно како последица на овој менталитет наследен од поранешниот систем, секако дека кога се работи за меѓуетнички односи е делот на албанските представници кои што работат во рамките на тие институции. Демократската унија за интеграција била учесник во владата и во времето кога беше изготвено досие против лидерот на ДПА, но и сега во рамките на ова големата афера на прислушување и исто така во непроцесирање на судскиот процес за да можат сите лица кои што ги имат под контрола овие агенции и дирекции, бидејќи замислете една една управа за разузнавање е поставена врз владата, односно има и влијание и врз парламентот, а тоа е една реална закана која што ги надминува сите законски и правни норми кои што се предвидени според уставот, бидејќи се однесуваат како џандари во оваа држава. Оваа седница на која што се презентирани овие забелешки ја гледам како една круна на сето она што е досега направено, еден церемонијален чин на презентација на она што досега го постигнавме заеднички како група и забелешки кои што треба да ни помогнат на Република Македонија и пред се нас како пратеници во ова собрание да надминеме одредени состојби, да подобриме одредени состојби со кои што се соочуваме во делот на парламентарниот надзор. Сите забелешки кои што се представени во овој извештај, кој што е поделен до сите вас, се надменливи. Ништо од ова што е тука напишано не е тешко да се спроведе. И посебна соба да се направи во собранието каде што ќе имаме состаноци, и да се вработат луѓе како техничка поддршка на пратениците, и изработката на план, методологија и така натаму. Буквално се она што досега беше презентирано од господинот Марк е техника. Во Република Македонија имаме друг проблем. Во Република Македонија имаме проблем со ниското ниво на безбедносна култура, а тоа е случај и кај пратениците. Имаме проблем со ниското ниво на доверба која што постои помеѓу пратениците, членови во овие комисии, воедно и ниското ниво на соработка кога станува збор за прашања од областа на надзорот. Не сакам да покажувам со прст кон никој, не ми е тоа интенцијата на ова што го говорам, исклучиво го говорам ова во насока на подобрување на овие состојби со кои што сме соочени во Република Македонија.
За жал, и во Македонија, како и во многу други земји, во политиката се разговара за прашања кои што се интересни за пошироката јавност. Па така, кога имаме закон за областа на образованието, имаме 30 говорници. Кога зборуваме за закон од областа на економијата, имаме 30 говорници. Меѓутоа, кога станува збор за прашања од областа на надзорот, од областа на безбедноста, од областа на работењето на безбедносните служби, не е интересно за пошироката јавност, за жал добива многу малку внимание во ова собрание. И тоа можеме да го увидиме ако погледнеме наназад како и овие надзорни комисии функционирале во минатото и кога биле поактивни во својата работа. Исклучиво кога имало некаков скандал, па тогаш надзорот добива тежина, добива видливост во јавноста и представува тема на дебата во дневниот печат и тогаш представува интересен за пратениците. Тоа е тоа што треба да се смени во Република Македонија. Имавме можност низ нашите презентации кои што ги имаше господинот Ремилард во овие три сесии да слушнеме примери од други земји. Во нито една од тие земји кои што господинот Ремилард ги спомена не се случило од било кој пратеник, член на некое работно тело вакво, да изнесе информации со степен на класификација или пак информации кои што ги слушнал на затворена седница. Не се случило. Дури праксата на Запад вели дека не само што не смеете да го изнесете она што сте го слушнале на таква една седница, туку не смеете ни да разговарате за она што не сте го слушнале на седница. За жал во Република Македонија ние немаме такво ниво на почитување такво ниво на безбедносна пракса. И тоа не е дел од овој извештај, а треба да има приоритет пред надминување на било кој од овие, пак ќе повторам, се ова технички забелешки кои што се наведени во извештајот. А реални се, конкретни се, треба да се спроведат, меѓутоа не значат ништо ако не ја подобриме безбедносната култура во собранието на Република Македонија и ако не ја подобриме соработката, меѓупартиска, надпартиска соработка во делот на надзорот на безбедносните служби. Можам со еден голем дел од дискусијата на мојот колега Павле Саздов да се согласам, но заради јавноста и заради информација до вас пратениците, бидејќи заклучоците можете да ги подигнете тука поделени се на сите пратеници, предпоставам дека и представниците на медиумите ги имаат, еве потврдуваат дека ги имаат. Само ќе прочитам, ќе цитирам еден дел од резимето и препораките во кое што се наведува дека, и тоа можам да го потврдам, дека сите присутни се согласиме дека безбедносно разузнавачките служби што не се предмет на отчетност се неприфатливи во една модерна демократија. Колеги пратеници, почитувани граѓани, она што ни се случи со скандалот со прислушувањето, тоа е еден скандал во класично пробивање во секторот на безбедносниот систем на Република Македонија, кој што не е виден од пошироки размери во поголемот дел од Европа. Ние, тука и мојот колега Павле Саздов, може би срамежливо, но не можеме, колеги пратеници, да го избегнеме она што е забелешка на извештајот од Прибе. Практично, извештајот на Прибе е основа за формирање на техничка влада во Република Македонија и се она што претходеше врзано со Јунскиот и Јулскиот договор. Затоа Република Македонија се наоѓа таму каде што сега се наоѓа. Јас жалам што во извештајот на Прибе се констатирани страшни повреди во делот на безбедносниот систем во Република Македонија, особено во делот на злоупотребата на ингеренциите на Управата за безбедност и контрразузнавање. Само ќе цитирам еден дел од извештајот на Прибе. Мислам дека ова треба постојано да го повторуваме. Овој парламентарен состав, оној иден парламентарен состав и сите парламентарни состави во идно време се со цел да не се случи ова што се случи во Република Македонија. Експертската група на Прибе констатира дека снимките според квалитетот, опсегот и бројноста
потврдуваат дека се направени во просториите на Националната разузнавачка служба. Тоа е факт. Предпоставувам дека специјалното јавно обвинителство ќе дојде до деталите и преку една судска расврска ќе се потврди дали ова навистина е така. Содржината на многу од снимките упатуваат на индици за незаконски активности и злоупотреба на моќта од страна на високи владини функционери. Жалам што ваква конотација е дадена на службата за управата за безбедност и контрразузнавање, каде што се вели дека таа работи надвор од своите законски ингеренции и во името на власта ги злоупотребува системите и контролата на носителите на високи јавни функции во јавната администрација, така натаму. Значи, ВМРО ДПМН преку своето влијание, жалам што тоа се случувало во управата за безбедност и контрразузнавање, не можам да тврдам до крај дека е вистина, но во препораките на привет така стои. Системите за прислушување биле злоупотребувани, лидерите на опозицијата да бидат прислушувани, следени, и тоа 24/7, како што вели ВМРО ДПМН, се со цел да имаат подобра позиција во делот на таа политичка битка. Тоа не е добро. Исто така жалам што во извештајот на Приба е констатирано дека постои само теоретски воспоставен систем на контрола, тоест парламентарен надзор врз овие служби. Тоа не е добро. Вие знаете многу добро дека во Република Македонија постои закон кој што ја контролира оваа или ја регулира оваа материја во делот на контролата на злоупотребата евентуално на тие прислушни уреди кои што се лоцирани токму во овие институции кои што ги споменував. Исто така сакам да ве потсетам вас, колеги претеници и граѓаните на Република Македонија, дека Зоран Заев, Радмила Шекеринска, Тито Петковски, Оливер Спасовски и уште неколку функционери од опозицијата поднесоа кривична пријава затоа што од делот од прислушуваните материјали и од делот од писмените материјали кои што беа во посет на Зоран Заев и на опозицијата, постоја сериозни индиции дека надвор од законските норми и прописи овие представници на опозицијата биле незаконски следени. И јас само можам да потврдам дека според тоа што јас го видов и од моите сознанија, затоа тука ќе направам една мала дигресија, не случајно реков дека жалам што постои во извештајот на Приве само нотација дека се работи за теоретски воспоставен надзор, каде што председателот на комисијата која што јас ја водам, претходниот председател, господинот Тито Петковски, бил следен од управата за безбедност и контрразузнавање на незаконски начин. И тоа е еден преседан. Човекот кој што согласно законот треба да врши надзор над евентуална злоупотреба на средствата за комуникации, бил следен токму од службата, тоест од управата за безбедност и контрразузнавање. Целата комуникација моја со него, СМС пораките, јавно потврдувам дека се точни. Предпоставувам дека специјалниот јавен обвинител ќе најде начин преку правната процедура, преку институциите на системот, целиот овој проблем во делот на евентуалната злоупотреба на следењето комуникација од страна на актуелната власт да добие и судска и правна разрешница. Бидејќи имаме договор, нашите дискусии да не траат многу долго. Јас сакам, господине Марк, да ви се заблагодарам на вас, на сите представници кои што во текот на семинарот како добивме исклучително добри и позитивни насоки како е регулиран надзорот над безбедносните служби во европските држави. Бевме коректни. Важно е да ги сослушаме како што треба и да ги послушаме и истите да ги имплементираме. Она што е прифатливо во работата на нашите комисии и на целиот безбедносен систем во Република Македонија. Предпоставувам дека ова не подразбира крај на соработката со господинот Ремилард и со организацијата ДИКЕВ, туку само еден почеток на идна, плодна и квалитетна соработка во следниот период, која ќе биде во интерес
на работењето на комисиите во Собранието на Република Македонија. Ајде да се вратиме на нашата работа. Да расчистиме нешто. Силна служба или силни агенции се врвен државен интерес на граѓаните на Република Македонија. Служби кои ќе бидат заштитник на слободите и правата на нашите граѓани. Во исто време, служби спремни да се соочат со сите предизвици на локално и на глобално ниво. Ние како комисија досега имавме неколку состаноци и повеќе активности. Желбата да се помогне кон мојта, силата, квалитетот на работа на агенциите ја покажавме и преку донесувањето на буџетот на Република Македонија за 2016 година. Верувам дека си спомнувате дека оперативниот буџет на Агенцијата за разузнавање успеавме за 2016 година да го зголемиме за половина, што според мене и верувам сите нас е вистинска помош за зголемување и на капацитетот, ама и на оперативните способности на агенцијата. Основната наша работа е контролата. Контролата која треба да ја направиме за да не се појави злоупотребата во работењето на службите. Нашата работа не е да бркаме вештерки или да произведуваме сензационализам, но да бидеме искрени, во исто време не сакаме да се однесуваме и себе да се доведеме во ситуација како мали дечиња во посета на музеј, кои ќе се восхитуваат на нештата кои не им значат ништо и не ги разбираат. За да ги разбериме работите, затоа баравме да ги добиеме интерните процедури и протоколи за работење и на управата и на агенцијата, да ги добиеме нивните подзаконски акти, да го добиеме списокот на целата техничка опрема која во изминатиот период била користена со сите измени кои се случиле во истата, да ги добиеме техничките карактеристики на опремата и на крај, најважното, да го добиеме упатството за употреба напишано од производителот на целата таа опрема. Почитувани, суштината никако не сме спремни да ја замениме за формата. Баш затоа сакаме спремни, подготвени, со сите знаења и дополнителни вештини кои се потребни, да одиме и суштински да направиме контрола во работењето на службите. Нашата задача е да направиме контрола на работењето во минатото, но во исто време и да го испроектираме идното функционирање на контролниот собраниски механизам кој ќе го разгледува работењето и на управата и на агенцијата. Нашата цел, за крај, нашата цел преку работењето на оваа комисија, проектирајќи ја иднината, е да направиме систем за самоодржлив надзор, со мерливи и пластично реализибилни процедури. Убеден дека во овој состав ја имаме и волјата и капацитетот. Верувам и времето. Во најмала рака да ги поставиме основите како идните членови на овие комисии би можеле функционално да продолжат со работа на една премногу благородна граѓанска задача која ја имаат членовите на оваа парламентарна комисија. Контрола на можната злоупотреба на функционирањето на управата, агенцијата и останатите безбедносни служби во Република Македонија.